Добре, јас ќе ви одговорам многу директно. Значи, во македонската економија веќе извесен период се таложат големи ризици кои што имаат потенцијал да имаат долгорочни лоши последици. Свеста за тоа дека треба нешто да се преземе за да се спречат евентуалните лоши последици, и сето тоа надополнето со една желба искрена да се помогне во позиционирањето на Македонија стратешко, онака како што треба. За мене беше движечката сила јас да го имам овој ангажман денеска. Јас имам слична приказна како Зоран, особено овој политичкиот дел. Мојата приказна е и многу лична. Од кога се вратив во Македонија пред 5 години, поминував низ еден долг процес на фрустрација околу политичките феномени и процеси во Македонија. Од 2006 навака таа фрустрација се повеќе се зголемува и мојата лична мотивација да покажам пример дека може некој да се одважи да влезе во партија и да не се прави од тоа голем баук, иако работел претходно во невладиниот сектор, и да дадам таков пример и едноставно да ги охрабрам така наречените, јас ги нарекам заспани интелектуалци и заспани граѓани кои што сваќаат и се фрустрираат дека во Македонија се повеќе се стеснува простор за демократија и слобода, се повеќе нивото на култура, политичка култура особено е спуштена на некои африкански нивоа. И мислам дека преку тој пример и моето лично кредо и мојата лична мотивација ќе охрабрам да се подигне таа јавна свест во државата, особено на ниво на тоа што нарекува граѓански сектор, граѓани кои што ќе осеќаат да не кажем запушените делови во општеството и кои што ќе се одважат и кои што ќе бидат спремни да се вклучат не зборам само во рамките на партијата, туку во таа општа борба за демократија и враќање на оние текови кон европска интеграција и НАТО интеграција кои што во овие последниве 3 години беа драматично ставени на страна и минимизирани. Уште еднаш ќе повторам, значи Социјалдемократскиот сојуз е отворен за соработка со сите опозициони политички партии, се разбира доколку по одделни прашања се преклопат нашите програмски гледања и согледувања, но исто така сме отворени за соработка, евентуално ако не во моментов во некоја перспектива и за поодделни партии кои што во моментов се наоѓаат во владината коалиција. Претпоставам да сите ви јасно дека не се работи за ВМРО-ДПМН. Прво би сакал да соопштам еден стратешки пристап на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во наредниот период, а тоа е дека ние ќе бидеме целосно отворени за соработка со сите субјекти на албанците во Република Македонија, со сите политички партии на албанците во Македонија. Нема да преферираме ниту една од нив, нити однапред ќе се определиме за исклучивост кон некоја од нив. Впрочем, врз основа на нашите програмски определби и нашето минато, да ве подсетам дека ние бевме најискрените не само подписници, не само поддржувачи, туку и спроведувачи на Охридскиот рамковен договор. Тоа бевме тогаш, тоа остануваме и понатаму. Ние како Социјалдемократска партија е сосема логично да имаме најголем коалиционен потенцијал кон партиите на етничките заедници во Република Македонија. Значи, немаме однапред дефиниран партнер и морам да кажам дека во евентуално постизборно коалицирање за нас ќе биде клучно која од партиите на албанците во Македонија ќе го има легитимитетот на граѓаните, кој што ќе се претечи низ изборниот резултат. Јас можам да одговорам. Мојот одговор може да има два дела. Прво, тоа што го
кажувате, не знам дали станува збор за сомневање, за што станува збор. Ако станува збор за сомневање, веднаш да кажем јасно и гласно дека никој нема воопшто било каква причина да се сомнева, тоа нема да се случи. Значи, Зоран Јовановски својот кредибилитет и интегритет го гради долги години, за да може да се дозволи било што на тој план. Инаку, јасно е, значи секојдневие е тоа, нападите од една или друга природа, меѓутоа, верувајте, сето тоа ќе можеме во одреден момент да го дискутираме во детали, за тоа нема никаков проблем, меѓутоа, верувајте, енергијата во овој момент да се насочи во таа насока, наместо во решавање на проблемите кои што се навистина горливи за македонската економија, мислам дека не е најпродуктивниот начин. Ако дозволите, ја би сакал само еден мал коментар, ако не беше до мене упатено прашањето. Значи, пред одржувањето на 10-тиот конгрес во Охрид, на некои од моите блиски соработници кажав дека во понеделник, вторник и среда многу брзо ќе заклучиме колку сме ги погодиле кадровските решенија во зависност од тоа колкава нервоза ќе предизвикаат во редовите на ВМРО ДПМН и на кои личности ќе се фокусираат. Мислев дека тоа ќе биде една, две, три личности, меѓутоа потоа се уверив дека сме направиле потпун погодок, бидејќи буквално никого не изоставија нити од најтесното раководство, нити од извршниот одбор. Клучното прашање: има ли закон кој се крши со ангажманот на Зоран Јовановски како потпредседател на Социјалдемократски сојуз? Ако нема закон кој што се крши, тогаш се останато се дневни партиски шпекулации од страна на ВМРО ДПМН. Ќе го направите сега, во наредниот период, а што не сте успели да направите во изминатите 10 години, колку е направено Ова што премалку го кажа за другите важи за мене. Значи, оној кој што е најмногу напаѓан од ВМРО ДПМН е некој што најмногу го загрижува раководството на ВМРО ДПМН. Што е тоа ново што ќе направам? Се ново ќе направам. Имаме нов тим, ќе имаме нова програма, ќе имаме нови решенија и ќе имаме победа на следните парламентарни избори. И тоа најмногу благодарение на актуелната власт која што создаде низ овие 3 години сосема нови проблеми во државата. Затоа и тие нови проблеми и нови предизвици бараат нов тип на решение и одговори. Господин Црвековски, предпоставувам дека сте запознаени со стратегијата, предлог стратегијата на партијата кој стоја надвор за решавање на споразумето. Последната верзија според информацијата со која споведам, со други зборови прв пат експлицитно се кажува црвената линија на основнична македонската позиција, со други зборови дека при секој компромисно решение земјата треба да се предпочита гаранции за идентитетот, значи македонскиот јазик и македонскиот народ. Дали таква верзија на стратегијата е прифатлива, дали се само ќе поддржува таа стратегија? Видете, ние имаме еден константен став по ова прашање кој што не се менува. Она што сега се менува во последно време или морам да кажам дека можеби се посакува да се евидентира како промена е некакво еволуирање на ставот на актуелната власт. Значи, ние од почеток говоревме дека сме за суштински преговори и постигнување на разумен компромис. Кога ние тоа го тврдевме, бевме прогласувани за предавници, странски и платеници. Гледаме дека денес тоа е вокабуларот кој што секојдневно го користат и Груевски и председателот Иванов. Да бидам многу поконкретен. За Социјалдемократскиот сојуз епилог од преговорите со кој, како што стои во стратегијата, ќе се гарантира или нема да се создаде основ за негирање на македонскиот национален идентитет, а тоа е именувањето на нашиот јазик како македонски и на нашиот народ како македонски, е прифатливо решение. Што значи, за да нема дополнителни прашања, и доколку во референцата која трајно ќе се користи наспроти до сегашната формулација која што се сметаше за привремена, поранешна Југословенска република Македонија, стои и одредена географска одредница. Ние сигурно